кариерното насочување на учениците. За тоа говориме. Да, како може да ги подготвуваме децата да ги развиваат своите интереси и како училиштето може да се трансформира да биде поддршка, а наставниците ментори. Ова се теми на кои утрово одговор бараме од Катерина Златановска-Попова, кариерен советник и тренер за меки вештини. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Навистина ми е драго што еве на почетокот на новата учебна година отвараме волку важна тема. Најчесто тоа се случува на крајот од годината, кога почнува да биде актуелна тема, така да продолжам понатаму, каде да се запишам во кој средно или на кој факултет. Оваа година секоја чест со време да си ја почнеме работата. За да разговараме во текот на целата година, бидејќи овие се теми на кои што треба да бидеме гласни. Ајде следствено ново и првото прашање, како може да ги подготвуваме децата да ги развиваат своите интересирања? Јас би рекла постојано и во секој момент од нивното растење. Главни чинители се училиштата, но секако и родителите, би рекла, затоа што доволно е родителите од време на време да покажат онака искрен, вистински интерес за тоа што децата сакаат да прават, во што најмногу уживаат, што сакаат, со што сакаат да се занимаваат, со што сакаат да се играат. И ова зборувам од најрана возраст, нели? Многу нормално дека децата можеби не можат веднаш да кажат што ќе бидат кога ќе пораснат, но секако можат да фантазираат и тоа е првата фаза кога се наоѓаат во најраната возраст. Училиштата пак ја имаат клучната улога и сметам дека она што еве веќе 2 години поред го правим јас со моите колешки кариерни советнички, спроведувајќи програмата преку Бирото за развојно образование за кариерно насочување и подготовка на наставниците, како и стручните служби, како да го вклучат кариерното советување во нивните предмети во наставата, е клучниот момент. Бидејќи во секој предмет, буквално, со секоја активност која наставниците можат да ја прават заедно со децата во училиште, практично можат да работат на нивно насочување, на откривање на нивните таленти, на нивните силни страни, на нивните способности. И сега како да го направат, тоа е следното прашање. Споменавте дека клучните алки во целиот овој процес се родителите и наставниците, бидејќи многу често и децата се збунети па и не знаат што точно сакаат да прават во животот. Како наставниците да препознаат зашто го бива детето, односно зашто има афинитети? Има повеќе начини. Еден од начините е со помош на алатките кои ние ги имаме подготвено и им ги даваме на располагање на наставниците. Значи, ние како асоциација на кариерни советници имаме изработено неколку различни алатки во рамки на неколку проекти. Исто така, една од нив е Еразмус програмата во која што се развиваат материјали практично кои се ставени на располагање на наставниците. Тоа се се бесплатни материјали, значи сето тоа е ставено на располагање и наставниците и стручните служби може да ги користат. Не зборуваме за психолошки тестови, многу сакам силно да нагласам дека нашата работа како кариерни советници не да правиме психолошки профили на децата, туку фокусот е ставен да преку тие тестови прашалници ги откриеме интересирањата на децата и нивните афинитети. Тоа е едниот начин, едниот модус, а другиот начин и модус е преку активностите во рамки на денот на училишната програма. Сите сме свесни дека не бива за се и за сите предмети, така да тука е сензибилитетот на наставниците да ги откријат оние ученици кои на вистина со посебна страст или љубов работат на нивните предмети. Јас себе можам да кажам за себе од секогаш сум имала посебна страст кон јазиците и кон историјата. И некако тоа еве го забележувам и кај мојот помал син, додека пак постариот син е малку повеќе кон техничките науки. И кога ќе забележите на каде се движат интересирањата, нашата потреба или нашата клучна задача е да ги поттикнеме да се движат во таа насока и да продолжат да истражуваат што е тоа како за нив. Така. Кога зборуваме за поттикот, за поттикнувањето, верувам дека ќе се согласите, тоа би им помогнало на децата да прават подобри одлуки во иднина?
Да, токму тоа. Идејата е всушност да им помогнеме да можат да донесат информирана одлука. Јас секогаш велам дека е нормално помалите деца, зборувам за основците, изборот на средно училиште да го направат според тоа каде одат другарите, нели, пријателите, друштвото, или пак што ќе препорачаат родителите, но сите се сложуваат, ова го зборувам од страна на професионалната фела, но и од страна на наставниците и родителите, дека колку порано го вклучиме кариерното советување во основните училишта, овие одлуки ќе може да се потпрати на тоа што јас сакам и кои се моите интересирања и каде всушност би сакала да се видам во иднина. И тоа ќе направи голема промена, бидејќи ќе помогне, ја гледав и репортажата за стручните училишта, ќе помогне децата на вистина да се го најдат својот кариерен пат или својата патека која сакаат да ја трасираат во иднина. И во овој контекст отворени ли се наставниците за соработка, бидејќи тие имаат и клучна улога во целава приказна? Би рекла дека се подготвени да соработуваат. Имаме уште многу да правиме, да работиме на темава, бидејќи особено во основните училишта, сега зборувам, бидејќи во средните некако тоа е истрасирано и е поставено како форма кариерното советување, но во основните училишта се уште имаме многу работа и она што ме радува е што ги интересира темата. Сваќаат колку е важна и сваќаат кои се бенефитите од тоа да постои кариерното советување, кариерното насочување уште во основно училиште. Како ни оди трансформацијата на тоа училиштето да биде поддршка наставниците ментори? Бидејќи вака слушајќи ве можеме да констатираме дека трансформацијата е почната. Штом веќе и во телевизиските емисии ги водиме овие разговори, што можеби пред неколку години беа мисловна именка, значи веќе зборуваме за еден процес на трансформација, ако се согласувате. Многу се согласувам и многу сум благодарна што и вие сте еден вид на покренувачи или на потикнувачи на будење на свеста и на актуализирање на потребата. Јас би рекла дека овој процес треба да продолжи. Среќна сум што воопшто го споменувате. Мислам дека сме на самиот почеток, но на што иднината носи е дека на вистина училиштата, онакви какви што сега постојат или какви што ги знаеме, ќе мора да заминат во историјата, а ние ќе мора да направиме се да им дадеме поддршка прво на наставниците, да ги избрусат своите нови вештини, своите нови пристапи, да им дадеме алатки, да можат да се трансформираат од оние кои предавале знаење, кон оние кои го потикнуваат критичкото мислење кај децата и на тој начин да бидат поддршка со поглед кон иднината. Важи, Катерина, непишаното правило, доколку видите нешто што ви се допаѓа, не измислувајте топла вода, туку едноставно припишете го. Па постои ли никаков образовен модел, да речеме европски, кој што е добар репер или поидовна точка која што можеме едноставно да ја препишеме и да бидеме добри и ние во оваа приказна? Одлично е прашањето. Мислам дека во изминатите неколку години се потрудивме прилично да препишуваме, а не даде добри резултати. Јас би рекла дека причината или пречката е што нашиот контекст, нашите училишта, нашата култура е малку поинаква и тоа треба да се земе силно во предвид. Така да јас не би одела со директно препишување на нечиј туѓ систем, туку би рекла да се научат практиките од другите земји и тие практики потоа да се прилагодат, да се вметнат и да се вклучат во нашето образование или во нашиот систем. Многу силно и гласно говорам за емпатијата и вклучување на емпатијата во училиштата. И секогаш нагласувам дека во Данска постои предмет кој се изучува уште во прво оделение. Емпатија е предмет покрај математика, јазик,
физичко, ликовно. И тоа е нешто за што би сакала што поскоро да разговараме, дека е наша реалност, со оглед на темите кои ги имавте утрово, активно ги слушав и мислам дека на тој начин, градејќи ги децата да бидат поемпатични, да се свртат кон тоа што е општественото обкружување, но и кои тие сакаат да бидат и како да израснат во добри личности и здрави се како личности е клучот и на образованието и на училиштата, а и на нас професионалците. Мислам дека околу емпатијата клучниот исчекор е направен во едно општество како нашето, бидејќи допред известно време делот нас емпатијата ја доживуваа не како вештина која што се учи, туку како чувство, како емоција. Да. Бидејќи не бевме доволно информирани што всушност значи емпатија. Ќе се согласите со мене дека со тоа е направен еден голем крупен исчекор? Да, дефинитивно. За да зборуваме веќе за некои нови нивоа околу оваа тема. Да, дефинитивно. Јас постојано ја имам таа дискусија дали е вештина или луѓето се раѓаат со низе. Би рекла дека е нешто кое што децата го стекнуваат во обкружувањето кога ги имаат. Некои деца се раѓаат во семејства каде што емпатијата е малку повидлива или поприсутна, но со оглед на тоа дека е клучна за сите нас, сметам дека треба да биде нешто што треба да се развие, да се учи, бидејќи се развива и се учи како и сите останати вештини. И системски, и во рамки на образованието. Дефинитивно. Затоа и велам, и кога зборувам за кариерното советување, наставниците како ментори, всушност нашата улога на наставници, на едукатори, не е да им кажеме на децата остави го тоа, глупости како ти текнуваат такви работи, нема пари во тоа. Нашиот говор треба да се смени, нашата потреба да ги изреализираме нашите идеи или гледање за тоа како треба да изгледа нечија кариера, треба да се промени и нашата улога треба да биде исклучиво ставена на тоа да бидеме поттикнувачи на децата да истражуваат, да проверат, да видат како изгледа таа професија, да видат дали всушност вистински ги интересира професијата или идејата, фантазијата која имаат за професијата. Има, Ване, твоите родители желба за професија? Со што би се занимавал кога беше дете? Да признам. Да? Мислам дека да. Тоа е и реалност на голем дел од родителите. Ние сакаме да бидеш... Да, дефинитивно. И она што сакам да апелираме веќе кога сме тука, е всушност да упатам апел до родителите и до наставниците, дека не е наше да сугерираме или да одлучуваме, но наше е да ги поттикнеме децата да ги истражуваат и буквално да им бидат поддршка во процесот на истражување, да им поставуваат што повеќе прашања, како тоа го замислуваат, каде би ја работеле таа работа, зошто баш таа работа. И кога сето тоа ќе го стават како информации, потоа да можат полесно да стигнат до одлуката која треба да ја донесат. Им се допаѓало или не на нашите блиски, Вана, ова е нашиот повик. Така е. На крај, многу интересно, ова морам да ви го споделам од моето искуство со клиентите, на крај завршуваат сите да го бараат својот повик. Дури на 45 и на 48 години доаѓаат и велат доста ми е од ова се што го работев до сега. Само тоа мотивира и одржува во живот на крајот на денот. Дефинитивно. Благодарам многу, Катерина, за гостувањето во Македонија наутро. И запомнете, годините се само бројка. Ете и така ќе го завршиме разговорот, бидејќи зборувавме за учениците и за насоките, но ништо не е изгубено и во поодмината возраст, ако нели сме направиле според нас некои грешки во животот, кога станува збор за избор на професијата. Благодарам, беше убав и интересен разговор. Исто, ви благодарам. Музичка номера во продолжение, веднаш по неа и